Драги спортски фанови и пријатели на Fairplay, добре дојдовте. Ова е нашето ново дружење со тема која што веќе добро знаеме дека ја сакате и генерално е интересна не само за македонската јавност, туку за пошироката јавност. Секој пат ќе останат драстично поделени мислењата за тоа дали боречките спортови и конкретно ММА дисциплината треба да се вброи меѓу надпреварувачки спорт или треба да има некакво поинакво дефинирање заради тоа што е брутална, да, и заради тоа што не е секогаш едноставно да ги гледаме нештата кои што се случуваат во кафесот, но како и да е, дефинитивно дека има надпреварувачка нишка и дека на оние кои што ќе се најдат во тој кафес не има доволно само да бидат физички силни, туку се потребни многу други предиспозиции за да можете да го победите оној кој што стои спроти вас. Во Македонија би рекла дека посебно во последните години ММА сцената и како се развива благодарение на младите борачи кои што ги произведуваат The Strongest, а тоа се токму и оние кои што на меѓународната сцена ги прават своите се посериозни чекори и на Македонија и носат одличја, односно медали. На европската сцена нашата добро позната дама Даниела Алексовска овој пат го освои златниот медал, а истото важи за Марко Трајановски кој што беше во една малку поинаква категорија, но сепак и како успешно за своји години гази на оваа сцена. Со нивните меѓународни искуства, но и со се она што им е дел од секојдневието за да можат да бидат вистински добри борачи, денеска ќе ги поминеме нашите минути во Fairplay. За кратко ги пречекуваме гостите, а вам ве канам да бидете и со ова издание на емисијата. Да, вие гледате Fairplay, а јас знам, свесна сум дека можеби има доста предрасуди кога се во прашање боречките спортови, но секогаш имаме за цел да ги разбиеме, посебно со оние луѓе кои што заслужуваат медиумско внимание, заслужуваат аплауз и признание за она што го прават. Реков, во Македонија дури и пионерски, заради тоа што некако ја разгазуваат, ја создаваат таа ММА сцена во Македонија. Двајца шампиони имаме во Fairplay, кажав, со тази освоени медали на Европското првенство и се разбира, човекот кој што е двигател на целата оваа приказна има улога и на тренер, но предводи многумина, се со цел тие да си ги исполнат своите соништа и замисли и цели во светот на боречките спортови. Добри дојде во Fairplay по веројатно трети, можеби четврти пат, како и да е. За моите драги гости, дамата секојаш има предност, Даниела Алексовска. Прв пат е тука со нас Марко Трајановски. И никогаш не може без Ивица Алексовски. Уште еднаш добре ни дојдовте во Телма. Добро. Честитки прво и јавно и лично да упатам за ова што го направивте. Велам дека е подвиг, особено заради тоа што вие го трасирате нашиот ММА пат. Ивица, знам дека веруваше во ова дека е возможно. Меѓутоа, задоволен ли си со брзината со која што се движиме? Или уште некако ние сме во задните вагони на возот, наречен ММА? Па не, задоволен сум. Ја мислам дека последниот пат кога бевме кај тебе во емисија, тогаш мислам дека Дани немаше ни една борба и Марко се уште беа без... Се подготвува. Да, се подготвува. Не верувавме дека толку брзо нешто ќе направат. Помина година и нешто и стварно за година и нешто буквално целиот концепт на тренинг го сменивме во нашата сала, на целиот тим, и резултатите дојдоа некако, можам да кажам, малку побрзо него што очекував. Добро е што од турнир на турнир, од борба на борба, да речем, нашиве членови се подобри, значи се поправаат, и тоа ми кажува дека ова сега што го работиме во моментот е на прав пат, и мислам дека тек имаме пред нас, да. И да ја развиваме сценава, но и да се докажуваме на страна. Добро го начина тој момент, прилично брзо се случуваат успесиве. Имате, значи, добра стратегија, но еве Дани ќе каже како тоа за 2 години
од момент на подготовка ќе видиме како ќе биде во ММА светот. Ние сме сега во момент да си ти трето рангирана во светот и да имаш тазе медал од Европско првенство, има уште неколку други кои се значајни. Како го постигнавме ова волку брзо? Од минатиот пат кога бевме тука, се уште планиравме каде ќе се бориме, што ќе се бориме и баш тогаш излегува ММФ турнирите тука кај нас на Балканов и како одлична идеја да почнеме да се надпреваруваме. Најпрва борба ми беше во Гостивар тука кај нас, брзо ми заврши за 15 секунди, немав толку искуство за Европското првенство кое беше лани. Имав две борби, во полуфиналната борба победив, во првата рунда, но финалната борба ја изгубив. И се закитив со сребрен медал и од тогаш едноставно така се роди некоја мотивација за да. Многу важно, ќе кажеме за тоа различни со сосема мажите и жените во кафе. И по Европското првенство имавме уште неколку интернационални турнири тука на Балканов кај што извојував со победи. Бевме и на светско првенство, каде што победив во четвртфиналето, во полуфиналето изгубив за жал, но противничката беше доста поискусна од мене. Потоа имав уште една борба во Црна Гора и пред некоја недела бевме на Европско првенство, каде што сите грешки што ги направивме во изминатите турнири ги поправивме и се закитив со злато. Да, добро, тоа не е толку многу лесно. Ќе ми кажете како оди таа корекција, бара многу анализа, особено на тие што се противници и така натаму. Пред тоа, Марко, ова е прв официјален вака посериозен медал или досега си имал други медали? Па, имам два меѓународни турнири освоено злато и претходното Европско првенство требаше да освојам бронза, ама по некои бодови што беше имав еден такмичар од Ирска, мислам беше, и поради он имаше бод или два повеќе од мене и он зема трето место мислам зема, требаше ја да го земам тоа, али ја го првата борба имав тој што зема злато, ја го победив у... Тоа беше феномен. Он го победи првакот. Всушност победникот, да. Он го победи, тој беше прво место, ама ради некој бодување тоа му испадна да не биде ни трето. Да, добро. Пошто имаше пораз последно. Се случуваат и такви нешто, но тоа кај тебе како влие? Еве, Дани добро рече, ми доаѓа инат, кај тебе доаѓа ли инат дека следниот пат ќе биде подобро? Па, гледам да ги поправам своите грешки. Тие што сум ги направил тој турнир, со тренинг, со посветување, ги работев на моите грешки, еве сега се исплати работата. Се докажа, подобро е. Имаш 16 години, така? Да појасниме само за нашите гледачи, затоа што тоа нели на оние официјални страници стои како информација. Даниела е веќе во она професионална категорија, да кажеме во ММА, меѓутоа Марко поради возраста се уште се води во аматерска категорија, ќе ми да објасните, тоа значи малку поголема безбедност и предпазливост мора да имаат. Не, вака, ќе морам да те поправам. Ајде. Значи, ММА борбите може да ги поделиме на два сегменти, на аматерски и на професионален. Да. Моментално и двајцата се борат во аматерскиот дел. На светско ниво немаме ние светска професионална организација. UFC, One, Brave и така натака. Како и во другите, јасно. Тие се шоу, значи на некој начин е тоа приватна својина. Кога правиме муабет за она што е официјално како ММА федерација, тоа е светската АММ федерација и борбите се по аматерски правила. Са за гледачите што значи? Во аматерските борби се забраните удари со лакти во главата и се забраните удари со колена во главата. Кај Даниела, например, над 18 години се дозволени удари во глава со рака, со нога, со све, со лакти и со колена забрането. Кај тие што се под 18 години, како Марко, ударите во глава се тотално забранети. Се иде на таа една безбедност, за да може децата до 18 години да изградат школа, кариера, едно друго, да немаат удари у глава. Зашто сите знаеме дека на дете 10, 12, 15 години нема ништо здраво кој ќе прима удар у глава. Ги слушаш ли уште коментарите, аман бебицо, се што можеше ќерка ти да ја научиш, ти ја научи да се тепа, па тоа и во кафес. Што им одговараш на тие што? Па нема, тоа денеска дешава, значи имам ја роднини кои што ме викаат, абе како можеш ќерка ти еба, леле во кафес ја пуштуве. Па имаш ли душа, па друг ќе ми се јави. Ама ние некако, ево на вежба од 5-6 години, да кажам, некој си, не знам, 13 години вежба и сме научени некако дома, муабетот ни е таков, конверзацијата која
која имаме за одредена работа, не гледаме тоа ќе те удри, ќе ти скрши рака, ќе ти скрши, ќе те туку што не се тргна, што не искивираш, што не. Значи го гледаме многу со друг менталитет, да кажам. Да, во дел од боречките спортови ќе кажете дали е ова таков пример. Знаеме и јасно е, има борци кои што имаат, поседуваат една многу голема природна сила и на сите им е јасно дека подобро да избегнеш се од удар што може да ти нанесе, значи да одиш стратешки добро, меѓутоа не секој е добар во трпението и стратегијата. Ако треба лично за себе да си кажете, кој од тие две страни ви е појака? Значи имате повеќе трпение, повеќе работите на тоа стратегијата да ви биде исправна или едноставно имате некоја голема природна сила па си ја користите? Да начекате моменти на сила, чиста сила да ја добиете борбата? Па добро, тоа е баланс од двете понекогаш. Не може да преовладува едното, ете да речеме, ако противникот е физички појак, технички е послаб, не можеме кога се судриме сила со сила, тој ќе на надвладе и малку е нели глупаво да кажеме да доеме на негов левел. Па тогаш ете користиме техники кои што ги знаеме повеќе од противникот за да можеме да го совладаме. Или спротивно, нели, ако го осетиме дека е послаб, нормално ќе ги комбинираме техниката и силата за да го совладаме. Добре, многу стручно ми одговори. Марко, ти што би рекол? Имаш нешто што ти преовладува или? Па ја гледам да е некој вид на баланс. Мислам дека не може само да се иде на турнири на борба само со сила, сепак ни треба технички дел и гледам секој тренинг да најдам некој баланс. Интересно ми е што, и тоа е и добра вест, што веќе имаш добар тим што се однесува до тренерите, не дека порано си го немал, но оние деца што еве барем јас бев сведок дека растат заедно со тебе, сега се на веќе некој ниво да бидат ментори. Так. Ги поздравуваме сите. На некој начин поделена ви е работата. Имате различен фокус со цел да им помогнете во таа мултидисциплинарност. Па види, ова е комплексна материја. Значи ова не е, ако вежбаш само бокс или не знам или джудо, имаш одредена рамка кај што се движиш. Овде е комплексно, овде мора да знаеш и бокс, и тај бокс, и борење, и джудо, и бразилска џуџица посо. Значи тоа е еден комплекс голем. И ти реално гледано не можеш сега ти да бидеш доктор на науки за све. Значи можеш да бидеш во еден сегмент. И сега ние тука се поделивме на некој начин по природен пат. Еве Стефан Пецевски работи еден сегмент од играта, Затковски работи друг сегмент. Ја работам трет, па се координираме, па интересно е еден од друг учи, па овој кажува, па имаме соработка со Немања. Тој е еден од, може да му кажам, најдобрите тренери за ММА на Балканот од Нови Сад, од клубот Цар Душан Силник, кај што имаме соработка, кај што секојдневно прашуваме, ни одговара, се гледаме видео. Значи буквално имаме еден ментор кој што стварно е фрик за оваа тема. Значи е он од сабајле од 7 сат 8 седнува, работи до 2 сат, не знам, разни борби ММА, кој кај помина, што помина, зашто направил, не направил, гол, 100 пати го враќа, па ние ќе комуницираме, имаме од кај да земеме. И сега имаме направена структура клуб, буквално кај што и они двајца се тренери на некој најнови што доаѓаат. Они учат од тој, ој учи од мене, ние учиме на тој начин. Имаме една линија кај што се поврзуваме. Еве ти, не знам сега кога беше пред колку време кај нас во клуб, јас го вежбам Стефан, години и години, го спремам за турнири, се спремаме за ММА. Сега Стефан ја вежба Дани. Тука ти како тренер гледаш дека таа линија на пренесување е добра, ствараш, не знам, едно легаси кај што дај Боже утре Дани, на пример, да го вежба на Стефан детето, дали ќе биде мачки или женско, ќе видиме. Така да гледаме дека сме на еден прав пат и можам да кажам дека последнава година дена имаме некој турбочарџер кај што стварно она што го добиваме и го разработуваме носи резултат. Да, си го чувствувате тоа? Да, се гледа. Па се гледа по резултатите. Стана некои твои изјави вирални, ќе кажам слободно, околу коментарот дека, нели, ако сакаш да бидеш поразличен или подобар од другите во нешто, тогаш мора да имаш и поинакви навики и поинаку да се однесуваш. Океј, излегувањето, тоа ноќен живот заклучивме дека нема. Што друго? Има ли нешто во кое што сте најстроги, она дисциплина и рутина од која не смее да се бега? Не знам. Ето да не се пропуштаат тренинзи. Тоа секако. Нешто околу исхраната или некои други елементи или тоа е. Па добро, сега после турнир малку се опуштаме така. Ама иначе пред турнирите гледаме да пазиме ни исхрана за да не ни излезе низ носна борба. Да. Баш така. Марко, кажи ми сега, знаеш што стана, мислам дека драстично сега популарен и беа и тие видеа споделувани. Убави емоции предизвика кај луѓето, искрена ти беше и радоста и така натаму. Со тоа добро се носиш? Да. Има многу пораки коментари. Па да,
кога ги завршив сите 4 борби, она ми беше као добро сега, ќе земе медал, кога гледав као обични борби. Сега кога се вратив дома, малце кога го отворив телефонот, кога видов пораки и подршка, ми беше мило, као Се разбира, знаете дека и поради вас можеби некои деца ќе одлучат дека сакаат со ова да се занимаваат, што исто така важна улога. Нели кога веќе зборуваме за инфлуенсери или луѓе кои што се примери, спортистите треба да бидат добар пример. И сега за 4 борби. Како беа 4 борби? Која ти падна најтешко можеби? Зашто тука има многу компоненти, да не заборавиме. Прво, некогаш е набиен распоредот. И никогаш можеби нема да дојде најтешкиот противник, ама ти си изморен. Едноставно си имал пред тоа напорни други борби. Така да, како ги доживеаш? Што беше најтешко таму? Сите 4 противници ми беа различни. Имав сосема тактика посебна за сите 4 борби. Да. И може да кажам дека пазев може за полуфиналната највише, зашто имаше некои сегменти мојот противник што беше добар, а мене тие сегменти не ми идат и морав да избегавам у тие позиции да не дојдам. Ајде ми некој пример, знам дека не сме премногу во тактиката ваша да навлезам, ама еве некој пример за гледачите. Што му било него јака страна? Па видов, му ги гледав неговите борби, видов дека не знам, прави захвати на нозе, повлекува гард, а ја тоа едноставно не го правам на тренинзи и не го сакам. Добро. Да, ти си свесен дека тука мора да се внимава. Да, и мора да го избегавам и мислам дека добро изработив таа борба. Успешно ти одеше? Да. Со тремата како стоиме кога сме свесни, ова е попрецизно што сакам да знам, кога сте свесни дека некој е реално малку поголема опасност за вас, дека не е туку така лесен противник, тогаш имате поголема трема или исто гледате на сите противници, нема врска? Па, ја трема едноставно немам, зашто како имам пример, гледам што повеќе тренинзи ја направам. Да. И на тренинги да ги поминам сите лоши сегменти на борба што мене нема да ми идат. Да, сценарија разни. Да. Кога ќе ги поминам тие, кога знам дека имам, да речем, некоја километража на тренинг, со моите тренери и моите спаринг партнери кај мене у сала, едноставно знам дека можам да се снајдам у тие позиции на борба и немам трема. Дани, ти како гледаш на овие нешта? Да не заборавам сега, дали беше тоа сега, ќе ме коригирате, дека се соочи со светската вице-шампионка, така? Да. Што значи самиот ранкинг зборува што таа би прикажала на борба. Така. И притисокот е голем тука? Притисокот, добро, тремата е тука, како да кажам, што и да правиме во животот и тест да правиме во школа, пак имаме трема, а не пред натпревар кај што треба да имаме борба. И кај што имаме еве ваков еден поголем турнир како Европското првенство, сепак е финална борба и ти си чекор златото и не ти е баш едноставно дали ќе изгубиш или ќе победиш и нормално дека теретот е малку поголем. Но ете некако се менаџира, додека да влезеш на борба е тешко, онако ќе каже старт судијата, тогаш се губи све, луѓето од страна се затишуваат, све едноставно си фокусиран тука и сега во моментот. На овие манифестации е некако помпезна најавата, па има музика, знаме, целиот тим и така, убаво е за публика, но само за публика. Само за публика? Ба добро, тоа е, како да кажам, најстресниот дел, додека да дојде на борбата е најтешко. Потоа ако ќе влезеш во кафезот, едноставно се гаси што се вика од сеја страна и си фокусиран. Ништо друго не те, како да кажам, не ти тежи. Едноставно си фокусот е тука. Ама чекањето бива. Чекањето, да. Па, не знам, убаво чувство, ние, или? Па убаво е, зашто ние за тоа сме дојдени. И еве Дани што рече, судијата кога каже почни, тогаш што се вика мора, тоа што си го тренирал, што си се посветил, да го покажеш таму. Ви се случило некогаш оно што некогаш знаат да го кажат тренерите, изгоре од преголема желба. Оно имаш адреналин и имаш самодоверба и се е навидум супер, ама кога ќе каже судијата старт, не можеш да го исконтролираш сето тоа. Имало ситуација или не? Имало таква ситуација у биџеџе борби повеќе, така да се бразилска џиџица. Да. Во ММА не. Исто така и јас, во ММА не. Во порано, пред неколку години на мојот почеток, да, на бразилска џиџица турнирите, можно е да сум имал, ама мислам дека во ММА не.
Ивица, твојата сопруга, како што вие живеете во сала, така и она, малте Да, на и некој она е во начин. сала, да. Само камери не сака, и тоа го научим. Од камерите Да, бега, да. оправдано. Дали овој пат беше со вас? И дали буквално сите типови на трема и стравови ги надмина, без разлика дали е кафес или не е кафес, или... Ја да не ќе оставам да кажам. Ајде да ни Мајка кажеш. ми не ги гледа борбите. Во Уште живо не ги гледа. во Гаси живо. И телефонот. во живо не? Нема шанса. Не ги гледа борбите, го гаси телефонот и чека само да заврши све. И од кога ќе заврши, јас си се јавувам и кажувам и тогаш се радувам. Спротивно Не, стварно е стресно. Пази, како тренер е стресно. Пример, јас за Марко доаѓам се тресеш, да не знам Па доаѓам. да, затоа реков. Ти доаѓаш за свое дете, не е баш симпатично. Пази, кој ќе победи, окей, ти е мера, после ќе се радуваш. Моментот доаѓа, пошто пази, ММА не знам, балет, Па тоа сакав да Не, речам. тенис. Додека не победи си викаш што не ја да, пуштив не е балерина одбојка да кај си што бил. нема контакт. Буквално е контактен спорт. Баш кај е женско, нели е женско. Се ние не гледаме дидам ја са у Ташкент и ако искрши рака што ќе правам. Не го гледаме тој момент, Да, гледаме да, друго. да. Али е незгодно, еве за секој родител е незгодно. Например, сум имал родители, му давам телефон да си го снима, детето он снима, отишол дома, пуштил на камера, он цело време горе снимал. Возбуден толку да. Значи ако се десава тоа кај еден родител, тоа имаш кај 99%, тоа е нормална работа. Кај мене и моите родители пратат све, зашто од мал сум ова, не се ни знаат дека на ова идам цело време и ова ми е приоритет. Веќе има навика. Да, моите блиски знаат колку сум посветен и мислам дека го очекува ова да го освојам златниот медал. Браво. И тоа е исто многу важно кога има некој што верува во тебе, нели? Убаво рече ти некој што се фокусира на моментот дека можеш да победиш, дека ќе Тие се- победиш, а не дека нешто лошо ќе Тие ти се се знаеше, случи. Марко у финал имаше со еден од Италија се бореше, дечкото неверојатно силен. Значи, памтам дека пред да се бори со Марко, со тој го фати, го бутна на страна вака, значи на сила. Технички подкован, топ. Топ. И он влегол во кафе, с церемонии прави како гладиатор, не знам. И сега тоа е, ако му влезеш на него во главата, тој е шампион. Тој е горе, тој така се гледа. И тие се многу тресени да ти биде противник. И на Марко му вика, мој толку е напукан со себе, толку е у плафон дигнат, прва рунда кога ќе те мавне он јако, колку да те боле, ти поека да му вратиш. Ако те мавне еднаш, ти два пати. Викам, да знаеш, викам, првиот момент кога ќе он осети слабост, дека ти не си он што те замислува, он у момент ќе падне. Втората рунда тоа се деси. Го фати на еден момент и он вика, го осетив, готово, си издиша. И више третата рунда го Тука доминираш. веќе- А дечкото е страшен борец. Ето тој момент колку е битен. Дозволени се коментари и сугестии додека трае борбата, тука има сето Додека тоа, се, нели? да. Додека ќе има прекин, тоа у тој момент не. Кој ќе одвои судијата, тогаш не сме да се дофрла. Така се правилата, али додека трае борбата, да. И они слушаат. И благодарение на тоа прават многу добри работи. Тоа, од ваша перспектива како е? Има момент кога си викаш престанете да ми зборите сите вие од страна, јас да правам како што мислам или спротивно е? Треба некој да биде разумот? Па, што знам, во различни моменти различни борби. На некој момент кога ќе ти требаш совет, она баш во тој момент ти треба да ти каже некоја страна да ти дофрли. Ама ако тргне борба, ти гледаш дека ти се одвива тактиката која што треба, баш ја ти реш, ми си има случајно на момент да фатам зафатот, и викаат пушти зафатот, а на крај испаѓа дека ќе го фатам кој што треба. Така да едно како што гледат они од страна, друго е како гледаш ти на борба. Ама секогаш е добро да имаш некој да ти дофрли, да ти каже совет ако се најдеш во некоја лоша ситуација како да излезеш. Викаат само кога е у спори позиции. Пример, кога се одвива борбата, ако има некои брзи позиции, у тој момент џабе се дере, зашто мислам дека мојот тренер ако рече сега удри, не знам, со рака, Помина, отиде Да, моментот. отидел. Да, нема време едноставно, ако да. се спори позиции, кога више секунда, 2, 3 сме у таа позиција, од корнер, моите тренери викаат, мене тоа ќе ми помогне. Стручноста на тренерите кај се гледа ќе отидеш на еден турнир. И се идеме на турнир и тренерот му вика на борецот: "Ајде, браво, така, добро, ништо не му кажа тактички." Ништо не. Да. А урла вика цела сала. Треба на него. конкретна инструкција. Конкретна. Конкретна инструкција. Фати го, нога, доле, спушти се и влези испод. Пази од таа страна, пазите спремано. Значи, тие се работи што ти мора да ги видиш, да ги предвидиш како тренер. Ние, например, на тренинг вежбаме. И некад на тренинг намерно викаме, урламе, како да е на борба.
Да се научи на тоа. Да Пошто се на навикне. борба, кога ќе сакаш да викнеш галама, мора да викнеш уствари. И на тој начин ги учиме. Например, има тие фактори што се многу битни. Например, еве за последното првенство, Дани имаше борба 11 сат преку ден, ние 2 недели на крај вежбаме 11 сат преку ден. Зашто? Па ја ако ја вежбам секој ден у 8, она се вери у 11, ние имаме проблем, ќе спие сама. Време за спиење, да. На некој начин. И сад идеме до таму да го тоа стелуваме како што треба, да кога ќе дојдеме на борба, кога ќе му кажам сега раката, ја на тренинг викам цело време раката, некој ќе му дојде, он дури може да ме послуша, да не е ни свесен дека јас сум му кажал, што се вика подсвесно да направи, да не е буквално да не е свесен, а да го направи тоа што сме го Да, рекли. по автоматизам. Да, затоа што ние цело време тоа го кажуваме. Сега, токму за овие грешки што ги кажуваме и корекции, прво Ивица ќе зборувам, а вие, мислам, ќе ви дадам простор да размислите, зашто сакам конкретен одговор. Кои се нештата што сте успеале, еве, во последниве години или месеци, зашто тоа не е нешто за една секунда, да ги поправите, значи да ги коригирате. Пред тоа Ивица ќе ми каже, има ли некои навики во овие боречки вештини што тешко се менуваат? Пример, некоја навика што ќе стекне надпреварувачот, ете баш таква рутина и тешко е да ја искорениме. Испротивно, дали треба предолг временски период за да некоја вештина стане рутина? Па кај нас, например, нашиве момци, бекграунди беше биџеџе. На 100 години се бореа по турнири, кога влеговме во ММА, еве Дани беше класичен пример, влечеше поише на биџеџе, ама во ММА е проблематично, дека веќе имаш удари со нога, со рака. Не можеш да ја тераш играта така. Првите борби што ги имав во ММА ми беа претежно граплинг, бидејќи имав искуство во граплинг и не им верував на новите техники, едноставно се осеќав покомфортно. Таму си сигурна? Во граплингот, да. Ама поминаете неколку борби и видов дека тие техники во ММА не функционираат, бидејќи во биџеџи ти носат поени, а во ММА ти носат боксови. Баш добро кажано. Со тренерите полека ги поправаме тие проблеми кои што ги имам во борба, ми пробувам да се подобрувам од борба на борба, но мислам дека треба повеќе искуство и повеќе време. Што сега имаш подобри удари, да речеме? Па не подобри удари, еве во контекст на граплингот, на пример, имаме граплинг за нормално за граплинг, имаме граплинг за ММА, што е малку поразличен, бидејќи мора да се прилагодиш на правилата кои што ги нуди ММА. Едни се за биџеџи, други се за ММА и сега тој микс што го носи ММА од со удари и граплинг е малку покомплексен да ти мора да се снајдеш и да ги пазиш двете страни. Да. Марко, што вели? Меѓу моите први борби ја идев само на удари со рака и со удари у нога. Едноставно го избегнував да се рече граплингот. Значи различни сте? Да. Сосема. И кога го доживав првиот пораз, баш го доживав на тој сегмент кај што сум слаб. И сега видов дека не иде само да знам да удирам со рака и со нога и као реков еве дај да се посветиме малце на тој сегмент. И благодарение на моите тренери, баш у тој сегмент некој период работевме да избегава ако некој пример ме бутне да станам, да не прифаќам доле борба, да направам ја да бутнам за да го задржам ја да дојдам у доминантна позиција. Да. И еве гледам приметувам више борба уз борба, више мене неколку борби никој мене ме бутнато на земја. Порано во минатото имав еден тренер што вака викаше на тренинг, боречки вештини. Значи сите вие што се жалите дека имате љубовни проблеми, дека нешто со емоциите имате проблеми, па душевна болка, па не знам што, вие никогаш во животот не сте изеле ќотек. Баш така. Значи кога нешто силно ќе те здоболи физички, кога ќе добиеш некој неочекуван или посериозен удар или повреда, тогаш малку ти се менува перцепцијата на тема болка. Тоа што сакам да прашам е, дали вас двајцата некогаш болка знаела да ве предомисли, сакам ли јас да продолжам со оваа работа? И има ли некои други примери во клуб каде што стрикно поради болка или поради повреда некој поради повреда, да, пошто е техничка причина, мора да направи пауза или да се откаже. Да, особено ако има хроничен проблем, поради болка не, пошто болката пази составен дел на ова. Еве сега ние да не гледа некој доле кој се бориме, кој се ѓавиме 2 сати, што прават овие гледај се притискаат се ова сона. Еве гледат у боречки вештини на UFC ќе се утепаат 5 рунди крвови, парче аркадите, и на крај ќе се поздрават. И сега за нормален човек тоа не е нормално затоа што се утепале ќутеки на крај се поздравуваат. Така да ние болката не ја гледаме во боречкиот свет така, а повредата е веќе нешто сем друга работа. На борба не се осеќа, ваља дека под адреналин па си фокусиран тука на борбата и не се осеќа толку болките и ударите, не знам. Барем од моје искуство. Од после така? Кога ќе заврши се, кога ќе заврши, после осеќаш дека те боли, ама на борба додека си не.
Јас едноставно мислам дека болката е нормално во овој спорт, сепак ова е контактен спорт и едноставно си го сватив ова како добре, болка имаме и тоа е нормално во овој спорт. До некаде сте имуни, значи има работи што веројатно не ве боли вас тоа, ама од друга страна некој пат верувам дека знае Поише да тука ги боли кога ги изгубат. Па да. Внатре. Ете паралелата што ја кажав, не може толку радикално да се одвојат тие две, ама да. Така Сепак тој што почувствува болка физичка знае дека не е воопшто наивно тоа. Зашто се подготвувате следно? Има ли одреден период што мора да биде за опоравак, некаков рехабилитација, малку одмор на телото? Или тоа нема врска, туку само правите избор за каде сум јас и каде сакам да бидам, што ми е следна цел? Што вели сега Дани? Така, па само што завршивме со Европското првенство, прво беше прашањето кај ќе идеме следно. Да, прво тоа. Да. Каде ќе одиме следно? Сега имаме уште неколку тука аматерски турнири на Балканов. И на крајот на годината не очекува светско првенство како таргет ни е поставено. И се надеваме дека ќе освоиме и таму некој златен медал. Таму верувам дека ќе тријат раце кога ќе те чекаат затоа што сега си трета во свет. Не, друго е сега. Значи, Друго е сега. така нели Да. сега малку поинаку гледаат и противниците. Тоа до некаде ги отежнува нештото. Да, затоа што те анализираат ментално се повеќе. подоле, да. Да. Сепак ментално се подоле, пошто Еве Сава беше вице шампион на свет. Се бореше у финалето 3 рунди со американката и изгуби на поени. Не, на запад На изгуби. поени. Добро. На поени изгуби, да. Значи тука беа негде да кажам. Сега изгуби за минута. И сад не е симпатично ти дое некој кој што вежба 14-13 години, кој што има ваков појас, таков појас, било европски, било сепак ти ствара малку, не знаеш како да се спремиш. Гледаме на кој можеме турнир, сепак ако немаме повреди, да искочиме и што рече Дани, имаме светско првенство. На светско одите сите, аха. Не, он е у јули во Абу Даби, под 18 години. Под 18, да. Она е во ноември. Мислам дека оваа година, ако имаме и ние среќа, ќе го земат србите и светското првенство и ќе не биде у комши, така да они кидат различно. Да не кидат да го подри него како тренер. Да. На различни дестинации одите, добро. Ќе биде поделена, мислам, фокусирана енергија во различни моменти кон различен надпреварувач. Ова ми е важно. Би направиле ли поделба меѓу жените и мажите во кафес, како што пример правиме поделба и веќе земам најпопуларниот спорт фудбал. Кога гледаме машки и женски фудбал, драстично се различни. Правилата се начелно тие, меѓутоа физичката предиспозиција на мажите и жените прави да по некој пат како да гледате различен спорт. Дали е тука драстична разликата или не е така? Па ге, во УЕФЦ на времето политиката беше да нема женски борби, да се машки, не биле жените атрактивни, така натаму и така натаму. Денеска сме сведоци дека, да речем, во некој меин евент, главна борба се две жени. Ако во фудбал гледаме малку потрома фудбал, потромаво трчање. Да, па побавни се, да речеме, по некој пат. Овдека го нема тоа. Например, имаш борби кај што се борат две девојки, кај што буквално имаш својата рака од нога, од зафати, од друга. Значи, буквално е да те прашаат машко, женско, да не им гледаш, нема да знаеш. Да. Значи, се стигна до една граница каде што жените буквално си го заслужуваат она место во овој спорт. Значи, ако предходно пред 10-15 години имаше друго мислење, сега веќе е сосем друго. Еве на Дани на последното МФЦ од Црна Гора, кој се бореше со Даниела Мандаджи од Африка, таа е шампион на Африка. Многу интересна борба. Коментаторите коментираат прв пат женско, па не знам вако, па. Значи, кај мачките го има, пошто ги има премногу, не е интересно сега. Сега женските борби се по Таму као очекуваме нови нешта, да. Раритет се на Балканот. Моментално, например, во машка конкуренција има многу такмичари, во женска се бараат. Како ќе го прокоментираме и објасниме моментот што еве ММА сцената, па и генерално и за другите боречки спортови е драстично поразвиена во нашите најблиски земји. Да. Јасно е дека досега еве сме немале за многу од тие спортови ниту официјални федерации и така натаму. Меѓутоа да се надеваме ли ние дека може би кај нас, што почесто пример ќе можеме да навиваме и за Дани, и за Марко и за останатите, да можат дома да се борат почесто, во Скопје да се борат почесто, да имаме и ние. Оваа година ќе биде интересна за настани. Македонија, нема да кажам што и како. Во емисија е тука само за да не каже. Добро. Во прво време ние сме сега влезени во таа светска ММА федерација под нашата BJJ федерација. Тука ќе видиме како ќе се развиваме, дали ќе има посебна ММА федерација, ќе нема, ќе правиме
во Министерство за спорт сега има една добра екипа која што работи, која што се залагаат спортистите на некој начин да ги изнесат како што треба. Исто така у план е да се организира еден настан во Македонија интересен и тој ќе го најавиме. Тие две работи, да кажем, ќе бидат уште еден поголем двигател на да дојде овој спорт до секој љубител на овој спорт. За жал во Македонија последниот евент беше пред 90 години во Велес. Од тогаш навака нема. Нема да зборам зашто нема и зашто има. Од разни политики више глава ме боли. Едноставно ние ќе го направиме она зашто сме, зашто не викнале. Лани веруваме дека не сега да влезам во таа светска федерација. Запна, ајде го направиме, влеговме и добро што влеговме. Затоа што на Балканов сите има, уште Македонија не беше, и Косово и Албанија, само ние немав. Сега буквално имаме ние една федерација кај што сме поврзани со сите федерации, кај што си имаме страшна соработка со Српската федерација, со Лука Николич што е председател, имаме фантастична соработка. Да, само Србија е светлосни години пред нас. Нивните настани се на под отворено небо, во затворени сали, се многу големи, се дел од нив е вакви ивенти кои одат под ранг на европско или светско надпреварување, не само турнири. Клучни се многу повеќе финансиите или проблем е кај нас што и сцената не е толку широка и толку развиена. Значи немаме толку бројна организацијата и организацијата, пример во Македонија имаме ММА клубови. Пишал ММА. Пишал ММА, ама не е така. Пример, порано имаме ние многу кикбокс клубови. Знае да мамне со нога со рака отворил кикбоксов. Да направи отворил кикбокс. Во ММА не е така. Значи треба да имаш ти добро, солидно познавање од биџеџи. Треба да имаш добро, солидно познавање од борење, од бокс, од кикбокс. Значи едукација малку подобра. Али треба тоа да го ставиш во рамка на ММА, не само да ги познаваш. Значи добар џудиста кој што е бил добар боксер, не значи да ги биде добар ММА борец. Сосема е друго, значи се менува. Се прави посебен спорт, не е како порано разбирал борење и џудо и сега ќе опуштиш тој ќе правак. Би кикбокс, не знам и нешто друго вежба. Значи тоа страшно се менува денеска. Има еден концепт кај што буквално сега луѓе пишуваат книги и пишуваат текстови кај што држат. Порано беше друго. Например, денеска во Америка имаш тренер вика ММА, биџеџи за ММА, бокс за ММА, борење за ММА, не борење. Пристапот е сосема напреднати поинаков. Сосем друг. И сега ние овдека кај нас се трудиме да тоа го дигнеме на повисоко ниво. Еве сега во клубовите ќе правиме семинари за судии, семинари, еве треба да имаме професионални катмени, не знам она, во Србија го има тоа. Се одиме малку на страна од борење. Му ветив за ова дека ќе позборува. Значи мора да си има малку и релаксација. Не може цело време кафе, цело време борба, татами, сакаш мотори, возиш мотори, некако си сега веќе активен и на таа сцена. Да. Тоа се оди аматерски, оди за кејф или како? Ја порано кога бев помлад, значи имав поседував моторцикл, возев мотори цело време, работев во сообраќајната полиција како полицаец со моторцикл и казнувам. Да, работевме со делегации. Ако не носат кацига особено и така. Со све. Добро. Тоа беше тоа време, па го продав моторот, па после купивме и сега буквално ми е моторов како задоволство, како кеф, како медитација. Са тоа секој што не возел мотор не може да разбере. Имаше пред некој ден на Инстаграм некоја реклама, галама бука ја става кацигата, мирно. Ја вади кацигата, па галама. Па ја става како бегство од реалноста, тој филм. Буквално си исклучуваш, немаш телефон, немаш телевизија, некој да ти наметнува нешто, нотификации на те, значи буквално си возиш и го оставаш мозокот да мисли малку, само од себе да креира нешто, разбираш? Пошто ние денеска се благодарение нова, ние сме подложни на бомбардирање. Ова напрегова, не направи, цело време ти креира мислење. Вика буквално кога се качиш и сега ние пред 2-3 години почнавме да возиме, пред 2 години направивме официјално група. Сега си имаме, мислам дека 14 или 15 сме членови, имаме 9-8 што ми се фул мембери, па имаме проспекти, се дружиме со сите мотоклуби во Македонија, си имаме амблеми, си имаме елеци кои што, значи некоја хиерархија. Мора тоа се влегува, значи пак аматерски, мислам за мераке, ама пак филмот. Не, влезено е фул затоа што пази ние си имаме кај нас председател, заменик, благајник, секој си ја тера својата работа, си имаме статут, што смееш, што не смееш. Исто како у клуб, на пример, у клуб не можете само Марко да дое, му давам појас, он да го фрли на страна. Да. Тоа сме го расчистиле веќе каква хиерархија. Да јаде стап за тоа што се дека. Исто и кај нас овде како имаш елек,
не смееш да го фрлиш на страна. Значи, тие работи што се одборичките вештини многу лесно да ги примениш у мотогрупа. Па и секаде, па и во животот, тоа секогаш го Факт е, зборуваме па со тоа го тебе. зборевме многу пати, нели, Да. порано го школуваш него за едном ќе биде у сите сегменти добар. Така да со мотори е буквално еден отпушен вентил кај што ти се качуваш, уживаш, еве со сопругата заедно или сами со групава или заедно со сопругите идеме по разни патувања, еве сега за летоска купивме карти на Guns N' Roses, да речем у Белград у јули. Па мислам дека не дека 14 мотори ќе идеме полека и сега тоа на човек што не го вози да му кажуваш, да му објасниш што ќе вика, ја бе не ти е страв да не паднеш, одма го гледа тоа лошо, да разбереш. Она вториот момент кој што е еден кеф што нема, како што нив не можеш да ги разбереш. Например, влегу во ринг, у кафе за адреналин он сака да победи, рака да му дигне, да му вика сите како ке спортистите го има и ке моторџиите го има истиот Ти, момент. Ивица, си твоите омилени теми се на некој начин табу теми. Тоа е. Не можеш да избегаш од тоа. Малку тепачки, малку мотори. Кој прифати, Добро, малку кој се свати, врзани. кој Малку се прифати, врзани, кој да. свати добро, другите и за нив добро и Така така е, така. натаму. Кога оди со моторите, вие уживате, така музика, у клуб, се супер, нема кој да Не, биде Стефан ми е строг. тука, затоа ми е Стефан тука. Стефан десна Затоа рака. Стефан Затмуски ми се тука, Да. буквално, знаеш, они ми требаат за тој момент да можам ја многу да одморам. Браво, многу ми е драго. Ви благодарам што дојдовте, што ми ја направивте таа чест. Реков деновиве низ медиумите сте актуелни, но не сакав да помине ферплей без да ве угостиме. На некој начин сте и пријатели на оваа емисија и генерално на македонскиот спорт. Се најдобро, многу успеси, добро здравје, сила, енергија, се што сте замислиле да направите. Не се сомневам ќе се видиме и ексклузивно со ова што нешто ќе има кај нас, ама не Ќе смееме да кажеме, кажеме што. да. Се гледаме пак. Се гледаме. Благодарам многу. Благодарам на гледачите што се наши верни гледачи, што сакаат и почитуваат спорт и што знам дека и следната недела ќе бидат со нас и со Fairplay. До тогаш ви посакувам се најдобро.